Парламентот не го прифати предлогот за референдум на родителите кои се против дигитализација на учебниците. Борбата помеѓу граѓаните и институциите кои немаат слух за нивните барања продолжува. Собраниската комисија за политички систем пресече. Иницијативата била неуредна. Од граѓанското здружение Гневни велат очекувале дека илјадниците граѓани на протестите ќе бидат некаков фактор за комисијата да одлучи поинаку. Од истите тие граѓани ги гласале пратениците да работат во нивна корист. Ако има само малку добра волја и ако ги видоа илјадниците граѓани на протестите низ цела држава во саботата, очекувавме дека ќе одлучат поинаку. Ова нема да не спречи да истереме постапката до крај и по наложениот административно-технички протокол, ние јавно ќе ги објавиме датумите и местата за собирање на потписи и ќе ги повикаме граѓаните повторно да ја дадат поддршката. Според Комисијата за политички систем пак иницијативата била неуредна дека потписите не биле собрани во подрачните единици на Министерството за правда. Потписите не се собрани пред овластена институција. Подрачните единици на Министерството за правда, каде што во работно време треба да се потпишат и треба печат од институцијата. Тоа е процедурата. На таков начин треба да се соберат 100 потписи. Кога ќе биде уредна иницијативата, треба да ја поднесат во собрание и во рок од 2 дена Комисијата за политички систем и законодавно-правната комисија треба да донесат одлука за уредноста. Законски граѓаните имаат можност повторно да достават предлог до парламентот. Потоа иницијативата треба да се потврди со 10.000 потписи, пошто надлежните органи треба да распишат референдум на државно ниво. Од иницијативата настава и учебници мора да има. Денеска ќе се обратат и до делегацијата на Европската унија и Обединетите нации, дека граѓаните не го прифаќаат европското знаменце на, како што велат, ваквиот контроверзен и непромислен закон.